Бројот на новопозитивни од COVID-19 во Струмица повторно се зголемува и надминува некаде околу 50 на пациенти кои што Струмица ги регистрира. Но лекарите и од за општа болница Струмица велат дека пациентите кои што доаѓаат и бараат лекарска помош од болницата се со полесни клинички слики. Само 20 од пациентите се на кислородна поддршка. Овој пат во статистиката на зголемена бројка од ковид позитивни се и децата. Доктор Катарина Кузманова, директор на Струмичката болница, вели дека забележан е зголемен број позитивни на COVID-19 лица кај децата. Генерално се со полесна клиничка слика, но оние со компликации се препраќаат во скопските клиники, односно во клиниката за белодробни заболувања козле. Се зголеми бројот на дечиња кои што се исто ковид позитивни. Исто станува збор за полесна клиничка слика, значи амбулантски до сега ги третираме. Имавме потреба само од 2 дечиња кои што беа упатени во ковид центарот во Козле со потешка клиничка слика, меѓутоа добри се и јас се надевам дека и во периодот кој што следува ќе поминеме со овие полесни симптоми. Струмица во последното деноноќе регистрираше 26 новопозитивни и едно починато лице како последица од вирусот. Лекарите и понатаму со апели до граѓаните да се носат маски на затворена просторија на јавно место. Пациентите кои што имаат суспектни клиничка слика кои што личи на COVID, се најголем дел од нив или тестираат сами своеволно или ги тестираме по налог на специјалистот кој што е во амбуланта. За пациентите кои што има потреба да ги хоспитализираме на оддел, правиме брзи ковид тестови, а за пациентите за кои што имаме потешка клиничка слика и хоспитализација кој што е неопходна, правиме ПСР тестови и понатаму преку Центарот за јавно здравје. Ковид протоколите во предучилишните установи во земјава престанаа да важат во месец мај, но во овој момент се уште е задолжително носењето заштитни маски во здравствените установи, аптеките, јавниот превоз и центрите за нега на стари лица и лица со посебни потреби.